Buongiorno a tutti. Добър ден на сите. Ringrazio il governo macedone, Заблагодарувам на македонската влада, ringrazio il primo ministro Nicola Gruevski на премиерот Никола Груевски, e Mitso Victor, direttore dello sviluppo industriale della Macedonia. на господинот Виктор Мизо од дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони. Ringrazio tutto il paese della Се Macedonia. заблагодарувам исто на целата држава Македонија. Abbiamo deciso di completare l'iter di questo investimento Се одлучивме да го комплетираме, да ја комплетираме оваа инвестиција, non puntando agli incentivi statali, не толку заради државната помош, ma perché abbiamo capito che questo paese ha messo al centro di tutto lo sviluppo, quindi l'impresa. туку заради вниманието на државата што ја дава на фирмата и на развојот, односно на фирмите кои инвестираат тука за развој. Ci siamo convinti soprattutto perché ci è stato detto che la ricerca e l'università ci daranno una mano. Секако една од причините е затоа што ќе бидеме поддржани во истражувањето E che si sta creando una rete di imprese и затоа што се креира веќе една мрежа на фирми, soprattutto nell'area franca di Skopje 1 e Skopje 2. пред се во слободните зони на Скопје 1 и Скопје 2. Noi stavamo facendo un investimento in un altro paese fuori dalla Macedonia. Ние бевме на еден чекор за правење на инвестиција во една друга држава. E invece c'è stata un'attività di marketing territoriale, di attrazione degli investimenti da parte della direzione degli investimenti di Но Mitso Victor. благодарение на дирекцијата и атракцијата која ни ја понуди, E ci ha convinti a venire in Macedonia. не убедија да дојдеме во Македонија и нашата инвестиција да направиме во Македонија. Aspetta. La nostra azienda produce parti meccaniche, Нашата фирма се занимава со производство на механички делови. è una delle prime 3 aziende in Europa Една од првите 3 фирми во Европа per la produzione di shock absorbers, di ammortizzatori, шок абсорберс, производство на амортизери. ok? Quindi per il paese della Macedonia c'è un vantaggio fondamentale, quello di ricevere un investimento non solo in termini economici ma anche di know-how. Сигурно за државата ова инвестиција представува не само една едноставна инвестиција, туку исто така позитивен импакт во однос на ноу-хау. L'investimento l'avevamo annunciato qualche mese fa. Инвестицијата беше веќе кажано за инвестицијата пред неколку месеци. Sì. Il primo step è previsto a regime un centinaio di dipendenti. Во првиот чекор се предвидува некоја вработено со околу 100, значи 100 вработувања се предвидени во првата фаза, во првиот чекор. Ma saranno tutti specializzati, quindi Сите, значи, обучени, специализирани за работата со која ќе се lavoreremo molto sulla formazione perché il nostro prodotto è ad alta tecnologia. Како и да е, ќе обрнеме многу внимание и време на значи обуката на потенцијалните вработени, затоа што се работи за производство од висока технологија. Entro il 2016 speriamo di completare l'investimento. И во 2006 веќе се надеваме дека инвестицијата ќе биде во крајната фаза, односно комплетирање на инвестицијата. Il primo step. Во првата фаза, значи сега се работи за прва фаза, значи првата фаза би била завршена веќе во 2016 година. Penso che di aver finito
mi auguro di venire più spesso in Macedonia e portare altri colleghi imprenditori a investire. Мислам дека кажав доволно и се надевам дека многу почесто ќе доаѓам во Македонија и дека ќе донесам и други инвеститори кои тука би инвестирале во вашата држава. Она што го кажа господинот Монтанте, прво најважно е дека компанијата во Македонија ќе функционира под името Europe Shock Absorbers, таа компанија е веќе регистрирана, некаде во рамките на месец јануари се очекува започнување со градежните активности, кои треба да завршат некаде кон крајот на мај или јуни идната година и веднаш потоа да се пристапи кон целата опрема која ќе дојде тука и која ќе треба да биде прилагодена според нивните потреби, но истовремено ќе се започне и со обуката на вработените. Во оваа прва фаза зборуваме за една инвестиција од околу 10 милиони евра, како што кажа господинот Монтанте, ќе се вработат на почетокот 100 луѓе. И она што е специфично, дури јас како машински инженер кој беше вклучен од почетокот во овој процес, се работи за еден многу софистициран производ кој има примена во шинската индустрија, потоа исто така амортизери за тешки камиони и за автобуси. Тој е вид на производ кој според она што е кажано е најновата и најнапредната технологија не само во Европа, туку и во светот. И заради таа работа во Македонија ќе имаме многу софистицирано производство. Годишниот извоз на само оваа прва фаза треба да надмине околу 30 милиони евра, што дополнително ќе го подобри економскиот и трговскиот баланс на државата. И тука пред се сакам да се заблагодарам во сите што беа вклучени во овој процес. Пред се тука е промоторот во Италија Иван Илиев, кој беше тој што првиот го каригаше контактот со компанијата, кога успеавме заедно да одиме да се сретнеме со нив, вклученоста на целиот тим од дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, вице-премиерот Зоран Ставрски, како и премиерот Никола Груевски активно беа вклучени и го помагаат целиот процес, за на крај по околу 2,5 години од првиот состанок со компанијата да можеме денеска да го потпишеме овој договор и некаде во следните 6 до 7 месеци оваа компанија активно да работи. Само за информации, компанијата ќе биде лоцирана во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 1 на површина од околу 49.000 квадратни метри, тоа е нивната парцела, и во неколку фази тие ќе ги изградат сите оние производствени погони кои треба да ги задоволат дополнителните потреби за европскиот и за глобалниот пазар.